Благодарам, почитувани граѓани, почитуван заменик министер. Трета седница на Собранието на Република Македонија, поред трета измена на Законот за здравствена заштита, трета измена на членовите кои се однесуваат на изборот на директор на јавни здравствени установи. Наистина станува трагично ова што го прави Министерството за здравство, бидејќи во ниеден момент, на ниеден начин не се обидува да ја поправи моменталната слика во јавните здравствени установи, вклучително и да ги долговите кои ги имаат јавните здравствени установи да ги намали. Напротив, од измена во Законот за здравствена заштита се повеќе и повеќе се обидувате да ги усложните постапките за избор на директор, при тоа да ги намалите критериумите, а решение за долговите во јавното здравство нема. Дозволете, тоа сум го правил и во изминатиот период и денес да ве подсетам дека во 2007 година јавните здравствени установи, клиничкиот центар со одлука на владата на ВМРО ДПМН се распарчи. Се подели на универзитетски клиники и од тогашен еден директор на универзитетски клинички центар назначивте некаде 30 на директори. Малце ви беше по еден директор, назначивте уште по еден директор, така наречен економски директор, кој исто така има менаџерски договор согласно Законот за здравствена заштита. Формиравте околу 30 на управни одбори, кои на годишно ниво јавните здравствени установи само на терцијално ниво граѓаните ги коштаат некаде околу 1,5 милиони евра. И тоа вие без око да ви трепни го направивте, и не само што го направивте за терцијално ниво. Со првата измена на Законот за здравствена заштита, вие назначивте по 20 директори со врзан подпис во сите јавни здравствени установи во Република Македонија, вклучително и тие што се на секундарно ниво, дури на примарно ниво, каде што исклучива надлежност на дел од здравствените домови беше да собираат кирија од концесијата кои ги имаат, односно од ординациите кои ги имаат дадено под концесија. И што имаме како резултат на работењето на ВМРО ДПМН и на директорите на јавните здравствени установи денес во 2014 година со концептот кој вие никако да го коригирате или никако да се обидете да прифатите дел од сугестиите или дел од амандманите кои ги предлагаме како позиција. Како резултат на вашето работење во изминатите 5 години само, зборувам за 5 години, долгот на јавните здравствени установи во Република Македонија достигнал 2 милиарди 404 милиони 598 милијади денари, или заклучно со 30.11.2013 година, за само 11 месеци, тој се зголемил за 8,72%. 8,72% само за 2013 година, заклучно со официјалните податоци кои ги има на веб страната на Фондот за здравствено осигурување, се зголемил долгот на јавните здравствени установи. И вие нормално, иако за тоа претходно говоревме, вие ниту имате сила, ниту имате желба да коригирате нешто и дел од тие трошоци да ги намалите. Согласно Законот за здравствена заштита, министерот за здравство, ако една јавна здравствена установа во рок од 6 месеци, 2 пати, покажи негативно финансиско работење, министерот за здравство, согласно Законот за здравствена заштита, треба да ги разреши директорите. Таму каде што има едниот, таму каде што има и медицински и економски директор, двата директори. До денес, министерот за здравство, иако се чука во гради, дека работи исклучиво во интерес на граѓаните Република Македонија, ни еден директор на јавна здравствена установа по овој основ не разреши. А долгот на јавните здравствени установи од месец во месец се повеќе и повеќе расти и е стигнат некаде околу 45 милиони евра. Значи, зборувам за официјален податок кој го има на веб страната на Фондот за здравствено осигурување заклучно со 11 месец 2013 година, а можам да замислам колку се зголемил долгот
на јавните здравствени установи за декември и заклучно со јануари 2014 година. Обврските на јавните здравствени установи во Република Македонија, значи вкупните обврски, стигнуваат некаде до сума од 4 милиарди денари во Република Македонија. И вие повторно за тоа немате аргументи. При тоа, со законот кој денес е на дневен ред, се обидовме да го коригираме текстот на законот со тоа што предложивме за терцијално ниво, наместо да има двајца директори, економски и медицински директор, да има само еден директор. Барем економскиот директор, ако во изминатите 5 години не покажал, или економските директори не покажале никакво знаење во своето работење и долгот постојано се зголемува, барем нема потреба да земаат плата со менаџерски договор. Тоа не го направивте. Тој амандман го одбивте. Го одбивте и амандманот каде што предвидувате со ова законско решение дека директорот треба да се избира ако има 5 години работно искуство. А при тоа, со последната измена во Законот за здравствена заштита, која усвоивме на претходната седница, вие предвидувате за раководител со оддел на Универзитетскиот институт, Универзитетската клиника и клиниката во Универзитетскиот клинички центар да има 7 години работен стаж. Ако за раководител на оддел предвидувате 7 години, тогаш кажете ми како предвидувате за директор на истата таа врвна институција на терцијално ниво да има 5 години. При тоа велите дека немате намера да ги изберите најкомпетентните и најстручните луѓе во секоја клиника. Па ако директорите не ги изберите и тие не ја повлечат целата работа, тогаш како ќе барате од раководителите на оддел да имаат 7 години работен стаж? Како ќе барате од нив покрај нормално да докажат дека имаат познавање на еден од странските јазици, да имаат објавено еден труд во научно списание со импакт фактор, или да бидат носители или координатори на национален, регионален или меѓународен научно-истражувачки проект? Тоа го барате за раководител на оддел. Барате за раководител на оддел да има воведено најмалку 2 нови здравствени методи или постапки во 2 јавни здравствени установи, во јавни здравствени установи на терцијално ниво, во клиничка или воопшта болница во Република Македонија. За раководител на оддел барате да престојува во странство вкупно 6 месеци во последните 5 години заради стручно усовршување или заради учество на меѓународни научни настани како предавач или едукатор. За раководител на оддел на клиниката што ќе раководи овој директор, вие ги барате овие услови, а за самиот директор не важи тоа. Што важи за директорот? Кој услов треба да го исполни директорот? Очигледно еден и единствен, а тоа е да биде член на ВМРО ДПМНЕ. Ако биде член на ВМРО ДПМНЕ, за него не важи законот. Согласно Законот за здравствена заштита, него нема да го разрешите. Ако биде член на ВМРО ДПМНЕ, може да ги изголемува долговите на својата институција без проблем. Од месец во месец се повеќе и повеќе. Ако биде член на ВМРО ДПМНЕ, нема потреба тој да поседува или да има објавено труд во научно списание или да воведел 2 нови здравствени методи или да престојувал во странство. Тоа не го барате вие во законот. Вие во законот барате една единствена работа, а тоа е непишаното правило: биди член на ВМРО ДПМНЕ и прави што сакаш со јавните здравствени установи во Република Македонија. Нема да ти може ништо министерот, заради тоа што е немоќен, заради тоа што партијата нема да му дозволи да ги разреши. Како директор на јавна здравствена установа може да покажува негативно финансиско работење во рок два пати по 6 месеци и него закон нема да го фати, и како директор на јавна здравствена установа може да си поигрува и да прави што сака, ама никогаш нема да биде сменет. Затоа, почитувани представници на владата, затоа, почитувани представници на Министерство за здравство, затоа што носите закони кои ги не ги осмислувате, кои ги предлагате 120 на една седница, ви се случува и тие што велите дека се по кратка постапка, по скратена постапка, кои не се обемни, да имаат серија на технички грешки за кои
во вчерашниот ден прифативте огромен број на амандмани. Благодарам. Благодарам, госпожа Хаджинджийска. Биљана има збор по